Морам да кажам, бидејќи јас сум учествувал во претходната кариера во хуманитарни катастрофи и во справување со хуманитарни катастрофи, ми се чини дека македонското општество доживеа мобилизација како и јас во мојот животен и работен век не сум видел до сега. Јас некогаш велам, не дај Боже да се разболете во петок после пладне, генерално за време на викендите болниците и здравствените установи функционираат редуцирано на ниво на дежурства, меѓутоа имавме една невидена мобилизација, која моменти може би изгледаше хаотично, меѓутоа обезбеди да ние немаме ни еден починат поведен за време на транспортот и триажата во кон Скопје и кон странство. Мислам дека тоа е огромен успех што го постигнавме и колку мина преживеа после трагедијата е јасен показател дека ја постапивме исправно. Сега, ова се случи спонтанно и среќа што имаше масовна мобилизација. Во основа нашето вклучување во Европскиот механизам за итни состојби наметнува некои обврски испрема Македонија. Ние имаме и систем за акредитација на здравствените установи и за жал малку установи се акредитирани. Зошто го кажувам ова? Дел од акредитацијата е планот за постапување во итни состојби и, например, 8 септември како болница има таков план и околу еден месец пред трагедијата во Кочани има вежба на национално ниво за спроведување на планот и од раководството во таа болница добив повратна информација дека тоа искуство било многу корисно, зашто помогнало да болницата соодветно се организира и реагира на настанатата состојба. Така да мислам дека оно што треба да го научиме дека мора се случуваат друг тип на катастрофи во нашата земја и мора овие планови за итна реакција на здравствениот систем да бидат имплементирани на национално ниво и во ургентните центри низ земјата.